Човекот може многу повеќе да издржи без храна отколку што може без вода. Најмалку 60% од нашето тело се состои од вода, која е клучна за правилното функционирање на организмот, регулирањето на телесната температура и одржувањето на енергија. Максималното време во кое што човечкото тело може да издржи без вода е приближно 7 дена. Но тоа време може да биде многу пократко во зависност од бројни фактори, како што се надворешните влијанија, состојбата на организмот и генетиката. Сето ова води кон посебна состојба. Ајде да видиме како. Поради недостаток на течност, човечкото тело влегува во состојба на дехидрација. Таквата состојба може да предизвика до 10% губење на телесната тежина, што може да предизвика смрт. Можно е да се преживее многу подолго без храна, приближно 3 недели. Најекстремниот пример е австриецот Михавец, кој издржал 18 дена во затвор без храна и вода, а за тоа време изгубил 24 килограми. Во случај на недостаток на храна, организмот иницира посебни механизми за пренасочување на резервите на енергија таму каде што е најпотребно. Без храна, мозокот ги намалува потребите и троши 4 пати помалку хранливи материи. Но, човечкото тело влегува во фаза на автофагија, кога се јаде самото себе. Имунитетот е се послаб, а на телото му е се потешко да најде нови начини за преживување, додека не дојде до смрт, обично предизвикано од срцев удар. Но важно е да се заклучи дека организмот не слабее само во случај на екстремен недостаток на храна и вода. Нередовната исхрана и хидратација исто така може да доведат до сериозни здравствени проблеми. Така што здравствената заштита не треба да се заснова на практиката „ќе јадам кога ќе стигнам“.